Почнавме ние со дебатата пред да биде запалена камерата. Имам гостинка од Левица, Јована Мојсовска, пратеничка. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Добар ден. И што можеме да разговараме на неколку теми. Добар ден, ти благодарам и за поканата. Неколку интересни предлог закони во последните недела две, а она што најмногу сега се актуализира е анкетната комисија за Кочани. Последниве 2 дена, па можеби еве и 3 дена има некаква деловнички нејасноти. Можеме ли во неколку реченици, во неколку минути да појасниме што се случува со гласањето и со сите тие препирања што се во собранието, кој гласа, како гласа, зошто гласа или не гласа, да има таква комисија за трагедијата во Кочани? Јас ќе се потрудам малцете скратено да симплифицирам, за да биде разбирливо за граѓаните. Само да те коригирам, се работи за надзорна расправа во рамки на постојаната анкетна комисија за човекови права и слободи, за да нема забуни. Зашто има и анкетни комисии. Значи, ова е третиот обид на Левица, за да има надзорна расправа за трагедијата во Кочани. Така, два пропаднаа. Да, првиот обид беше со поднесување на иницијатива, каде се потребни 15 пратеници да се потпишат. Нашите 6 пратеници се потпишаја, но ниту еден, но уште 9 пратеници немаше ниту од било која друга политичка партија и затоа не можевме да одиме со барање на 15 пратеници. Тоа е една деловничка можност. Добро. И втората можност за барање за надзорна расправа е преку член на матично тело. Председателот Димитар Апасиев, како член и председател на постојаната комисија за човекови права, поднесе иницијатива за надзорна расправа. Тоа беше вториот пат. И за жал, тогаш мнозинството од ВМРО-ДПМН и Вреди и Знам гласа против. И тогаш повторно пропадна обидот за одржување надзорна расправа и сега конечно третиот обид повторно да разјаснам беше преку член на матично тело, значи не преку 15 пратеници, и кога се поднесува иницијатива преку член на матично тело, таа не оди преку председателот на собранието, како што е случајот со 15 пратеници, туку член 214 од деловникот експлицитно прецизира дека после поднесувањето на иницијатива за надзорна расправа, председателот на комисијата е должен да отвори расправа. Да разјаснам каде се некои деловнички забуни кои се јавија. Значи, ние имаме во деловникот генерални одредби за работа на собраниските комисии. Добро. И специјални одредби. Специјалните одредби конкретно се однесуваат и тоа е глава 12 на парламентарниот надзор, што всушност е надзорната расправа. Надзорна расправа е механизам на собранието да врши контрола над извршната власт, тоест владата. Во овој случај се применуваат специјалните одредби, затоа што специјалните одредби ги дерогираат генералните одредби. Она кое што сакам мнозинството да го презентира во јавноста е дека е потребно прво да се утврди дневен ред, што воопшто не е така, затоа што нигдека не е предвидено во членот 214. И еве јас ќе го цитирам само за да биде појасно. Членот кој предвидува, односно член 214 став 4. За одржување на надзорна расправа, работното тело одлучува со мнозинство гласови од присутниот број членови, а најмалку со 1/3 од вкупниот број членови. Таму се 15? Значи, да, во таа комисија се 15, на последната седница, така, каде што се донесе одлука, беше 5. А не беа присутни и всушност, само да, ќе завршам да објаснам, со тоа што ВМРО-ДПМН, Знам и Вреди не беа присутни на самата комисија, во обид повторно да саботираат барањето за надзорната расправа, ти уствари се саботира самите себе си и овозможија да се донесе одлука. И затоа е многу важен овој член и намерно е вака дефинирано, затоа што во собраниските комисии, кога председател на комисијата е од опозицијата, мнозинството го има власта. Така? И може да блокира. При парламентарниот надзор, за да нема блокада од страна на мнозинството, се носи вака одлука со 1/3 од бројот на членовите, односно со мнозинство од присутните. И меѓу другото, и настрана од овие деловнички процедури, мислам дека навистина е жално што и после на ваква катарза која се случи во Македонија, сметам дека оваа надзорна расправа требаше биде свикана не со
потписи на 15 пратеници, не со барање на левица, туку мислам дека 120 пратеници треба да застанат за ова, затоа што на сите ги интересира, ниту еден да не биде амнестиран, дали од ова власт, дали од претходната власт. Секој што е виновен. Апсолутно. И меѓу другото, ние имавме изјави на пратеници токму од изборна единица 3 од страна на ВМРО-ДПМН, кои тврдеа дека штом заврши страгата, апсолутно ќе има надзорна расправа, затоа што треба уште многу прашања да се разјаснат во однос на Кочани, но за жал се чини дека на некој начин власта се обидува по секоја цена да ја замре темата за Кочани, затоа што гледаме дека очигледно и тоа како нивни блиски функционери имаат удел во оваа трагедија која зацрна Македонија. Што сега? Сега се изгласа, така? Така. Што се следни чекори сега? Следни чекори се председателот на комисијата треба да ги повика на координација сите членови на таа комисија, кои се 15 на број, сите тие да предложат своји гости, експерти, представници на институциите кои ќе учествуваат во оваа надзорна расправа, да се дефинира финалниот список на гости и само да видам, мислам дека беше во рок од 15 работни дена од денот на донесувањето на одлука, председателот на комисијата е должен да ја одржи надзорната расправа. Со сите поканети гости, експерти кои што треба да дојдат, тука зборуваме и за премиери, и за министри, и за представници на граѓански организации. Сега значи следен чекор е со сите членови на комисијата да дадат свој предлог гости, да се дефинира, значи и од власта, и од опозицијата, да се дефинира конечниот список и да се поканат. Која ќе биде нивната улога? Ќе се бара дополнителна одговорност, ќе се бара дополнителни докази. Што ќе се бара? Одговорност не можеме да бараме во смисла да се разјаснат многу прашања и тоа како се наметнуваа и уште немаме одговор на некои прашања и во однос на истрагата ако сакате, па дури и во однос на одговорот на здравствениот систем. Апсолутно водење постапката. Јас само ќе се надоврзам дека со последните приведувања на полициски службеници, дел од тие полициски службеници се и наведени во кривичната пријава која поднесе пратеничката група на левица против премиерот, иако меѓу нив е уапсен и сменоводителот кој беше таа вечер на смена во ова Ракочани. Јас само ќе вратам 2 месеци уназад, кога на интерпелацијата јас токму спомнав дека е амнестиран од одговорност сменоводителот кој бил таа смена, кога рацијата пристигнала предоцна со доцнење од 2 часа. Министерот Панче Тошковски тогаш манипулативно со етикети го изврти моето обраќање и се обиде да спинува дека ние цела полиција ја етикетираме дека е корумпирана и сите полициски службеници. Значи ние апсолутно имаме сомнеж дека и тоа како имаше обиди да се заташкат некои корумпирани кадри од оваа влада и апсолутно поради тоа е потребно да има надзорна расправа, затоа што јас ќе потсетам дека дури со приведувањето на вистинскиот собственик на агенцијата за обезбедување, левица уште месец дена пред тоа алармираше дека агенцијата за обезбедување имала директни контакти со ВМРО-ДПМН. Мислам дека дури 3-4 дена после трагедијата почнаа да излегуваат такви информации. Приведениот Нацев имаше дури слики од Рубикон на неговиот Facebook профил, кој веднаш ги избриша. И премиерот тогаш изјавуваше дека апсолутно нема никаква поврзаност со агенцијата и ќе си даде оставка ако има била каква поврзаност. Така да има многу сомнежи и прашања кои допрва треба да ги одговорат институциите, нели, затоа што во интерес на целата јавност, во интерес на целото македонско општество, не говориме тука за партиска припадност, е оваа трагедија да се расветли, за никогаш повторно да не се случи. Ако сте делумно на став дека власта се обидува да ги сокрие своите, каква е поддршката од останатиот дел од опозицијата? Конкретно, например, мислам дека првично ставот на СДСМ кој не се подпиша на нашето барање со 15 пратеници за надзорна расправа, тогаш беше дека не треба да има надзорна расправа додека не се заврши истрагата. Мене тоа ми беше целосно нејасно. Али сега конкретно на анкетната комисија кога се донесе ова одлука гласа и членовите на СДСМ.
Јас знам дека еден од изговорите на власта беше дека треба, и неколку пати тоа беше повторувано, дека треба да има надзорна расправа не само за ова трагедија, и за Беса Транс, и за Дурмотуш, и апсолутно пратениците на левица ќе се потпишат и ќе поддржат таква надзорна расправа. Затоа што на крајот на денот говориме ние за изгубени човечки животи кои можеле да бидат спасени. И тука не можеме ние пред се да се гледа политичката штета која ќе ја претрпи било кој од партиите, затоа што ниту еден, како да кажам, политички пораз не може да е поголем пораз од тоа што нас не се случи на 16 март. Најголемиот пораз до сега. Добро, останува тука да видиме што ќе се случува. Имаме 15 дена рок за да биде формиран целиот состав на таа комисија, па остануваме да видиме како ќе тече таа расправа и кога точно би се одржала. Да поминеме на другите точки што договаравме да ги разговараме, неколкуте закони што ги спомнав, еден од нив е интересен 6 часа работен ден. Така, колку е ова реално да се... Да, тој е нашиот последен предлог закон и тој е дел од нашиот пакет на закони за унапредување на работничките права и овој закон беше одговор на одбивањето на претходниот закон што го поднесе левица. Тоа беше за зголемување на минималната плата во износ од 500 евра. И тој закон беше дел од доставен до нас како предлог од ССМ и ние во таа форма како што беше, мислам беше доставен до сите пратеници, но само левица го поднесе. И токму ова да речеме еден наш одговор за добро што не сакате да зголемите минималната плата. Намалете ги часовите. Да барем да ги намалите часовите, затоа што еве и најновите анализи кои излегоа од Евростат покажа дека Македонија во регионот е предпоследна во однос на минималната плата и во однос на квалитет и во однос на куповната моќ. Така да сите оние тези од пиар машинеријата на власта дека ние сме четврта светска економска сила, може европска, се извинувам. Се извинувам, значи ние може да сме четврта само од позади. Така да ова беше нашиот одговор во однос колку е тоа изводливо, значи ние имаме компаративни анализи и од други држави од европско тло кои докажуваат дека со вакво работно време се зголемува продуктивноста на работникот и при тоа компаниите, државите кои имаат имплементирано вакво 6-часовно работно време не покажале никаков колапс на компаниите, туку напротив имало зголемување на профитот. Всушност, колку и да звучи можеби за некого нереално 6-часовно време, јас ќе потсетам дека 8-часовното работно време е, да речеме, потекнува од периодот на индустријската револуција, нели како победа на работничките движења, да се знае во однос на 12, тогаш имало 12 часовно работно време, експлоатација на детски труд, така да во тоа време може би изгледало недостижно 8-часовното работно време, но ова е одговор на современите прилики на дигитализацијата и на модернизацијата со која се соочува светот, а веќе Црна Гора најави дека воведува 7-часовно работно време. Ете, како држава од регионот, нели со која сме биле, имаме и блиско минато и во најмала рака ние сме отворени за дискусија. Значи може да дискутираме, нека се вклучи. Разговараме со стопански комори, со работодавачи, со Па видите, искрено најчесто ние сите власти секој втор ден се во стопанските комори, речиси да не сенува намаса со синдикатите, па ние одиме со друг пристап, ние сенуваме со синдикатите затоа што имате внатре 114 пратеници кои речиси секој втор ден се стопанските комори. Не е проблем, нека се дискутира, нека се отвори една научна дебата. Баш пред да доаѓам на емисија, читав една интересна анализа, мислам дека утрово излезе, како 100 најпрофитабилни компании исплаќаат минимална или просечна плата. И имаше податок за една компанија која исплаќа минимална плата, а остварува чист профит, значи не приход, од 3 милиони евра. Така да, значи, се докажува она дека и профитот, кој постојано расте кај компаниите, додека платите стагнираат, е всушност неплатената вредност на трудот. И затоа ние говориме за ова, затоа што сметаме дека имаме една десничарска, антиработничка власт која влезе и отворено во војна со синдикатите, а сите анализи, сите статистики покажуваат дека куповната моќ на населението драстично се намалува со секој изминат ден. Бараме 500 евра минималец за подобар животен стандард, а платите на функционерите никако да
стагнираат или да се намалат или и да не убедуваат дека може да се живее така. Ќе се добие ли оваа битка? Што мислите? Искрено, Па и во година на предизборие. До сега Левица има поднесено околу 15 на предлог закони, ниту еден од нив не е ставен ниту на дневен ред. Значи, власта не гласа ниту за потребата да се стави на дневен ред, од кои, например, и дел се и нивни залагања од минатото, како... Барем да има дебата. Барем да има дебата, па после нека не се изгласа, што за жал покажува дека таа референдумска поддршка што ја доби ВМРО ДПМН на изборите, наместо да се материализира во системски реформи, ние гледаме дека таа најчесто е олицетворена во пресметување со условно кажано послабите, дали сакате синдикати, дали сакате граѓански иницијативи или воопшто одбиваат било што ќе дојде од опозицијата да се отвори било и каква дискусија. Ќе потсетам дека на пример исто така не се гласаше за нашиот предлог измени на кривичниот законник со кој се предлагаше незастарливост на кривични дела сторени од функционери. А патем цела предизборна кампања на ВМРО ДПМН, цел политички капитал беше стекнат врз тоа дека СДСМ и ДУИ заедно ги донесоа погумните измени на кривичниот законник и тоа беше едно од витувањата, чина ми премиерот Мицкоски имаше најави дека мора да се донесат измени на кривичниот законник. Веднаш ќе се промени тоа. Веќе повеќе од година дена е поминато и патем јас ќе потсетам уште еден момент кој е многу битен во однос на делот за застарливост на кривичните дела, тоа е дека на 12 февруари Уставен суд донесе препорака дека во рок од 6 месеци собранието мора да донеси измени во делот на застарливост на кривичните дела, така да веќе поминува рокот од 6 месеци, а нема никаква најава од власта дека ќе постапи, па да видиме дали Уставниот суд ќе донесе поништувачка одлука, па ќе остане правен вакуум. Според мене, и тука малце ти ми изгледаат како двојни стандарди на работата на Уставниот суд. Се сомневате во пазар? Знаете што е сомнително? Затоа што кога се работеше за данокот на солидарност, каде беа таргетирани големите компании, Уставниот суд донесе поништувачка одлука веднаш и треба да се вратат 50 милиони евра. А за измените на изборниот законник, за кој ние добивме и многу негативни оценки или во европските извештаи, се носи препорака. Ме сваќате и се дава рок од 6 месеци. Така да и тука ми се покажуваат некои двојни стандарди дека кога се работи за интересите на олигархијата и тоа како институциите инстантно постапуваат, ако збориме за штета на буџетот, многу поголема е штетата на буџетот од застарувањето на кривичните дела. Која беше идејата со носењето на овој закон, за колку да се пролонгира или да се зголеми време траењето за да не застари? Значи, конкретно имавме два моменти. Во делот на кривични дела против државата, предлагаме целосна незастарливост, значи се однесува на кривични дела сторени од страна на јавните функционери, а додека за другите дела се предвидуваше дуплирање на рокот. Но за жал не се отвори ни дискусија, не се ни дозволи ни дискусија. Во однос на правосудството имавме и уште еден закон каде се предвидуваше кривична одговорност на судиите. Баш тој закон го поднесовме непосредно после трагичната сообраќајна несреќа со Кулакова, нели тогаш и на вистина јавноста беше потресена и се откри повторно колку корумпираните судии и тоа како може работата на корумпираното судство кошта човечки животи и ние поднесовме тогаш, иначе таков закон постоело во време на СФРЈ и некои држави од регионот уште го имаат задржано тоа законско решение, затоа што вие сосема нормално да имате 2% доверба во правосудството кога судиите се привилегирана каста во нашето општество. Имате неограничен судиски мандат и имате отсутство на била каква кривична одговорност за нивното работење. И така да додека ние да донесеме конкретни законски решенија, каде некој ќе одговара за одлуките кои ги носи и кои подоцна и тоа како имаат импликации, ние не можеме да говориме дека правиме некои системски реформи или дека нема да биде како до сега или дека ќе има правда за сите или никој нема да биде амнестиран. Злоупотребата на европското знаменце повторно е актуелно, повторно добиваме и критики од меѓународниот фактор. Што може тука да се промени?
Во однос на злоупотребата на европското знаменци би се надоврзала и законите во скратена постапка. Значи и ова Затоа и се носи, нели? Посебни се постапки, па да, ама може и да се стави само во скратена постапка без европско знаме. Значи, кога има европско знаме, потребно е да се направат референции со која европска легислатива. Обвинуваше дека цело време се злоупотребува и се носат закони по брза постапка. Јас баш сакам да кажам, има една перфидност која прави ВМРО-ДПМН во однос на овие закони носење во скратена постапка. На почетокот сите закони до нас стигаа во скратена постапка. Значи, дури и за време на летниот период, закон за урбанизам, што е навистина еден обемен, престручен закон, ни беше доставен во скратена постапка. И имаше некои критики, излегоа и одредени граѓански сдруженија со анализа дека повторно се угушува дискусијата, се угушува јавната расправа. И за да го заобиколи тоа, чисто статистички, сега видите каква ситуација имаме. Закони кои се чисто технички, каде се прилагодува нели на организацијата на министерствата или каде се менува само во Република Северна, се носат во редовна постапка, значи се работи за измена на еден или два члена, па поминува прво, па поминува второ читање, па две комисии, а закони кои се и тоа како суштински не стигаат во скратена постапка. Тоа беше случајот и со изборниот законник за независните листи. Тој закон се предложи во скратена постапка. Нас, мислам, буквално дента кога се гласаше, беше ставен на увид на пратениците. Така да и тие се тие, јас би рекла, обиди, политички маневрации за гол популизам, само чисто статистички. Да, еве, ние ги имаме намалено носењето на закони во скратена постапка, меѓутоа кои? Прашањето е кои закони, која е суштината на тоа? Ги спомнавте независните листи. 3.500 гласови се бара да обезбедат за да бидат на листа, за разлика од политичка партија на која им треба само 1000 гласови. Од што се плашат големите, ме интересира. Вака имате сигурно по неофицијални разговори, муабети по ходници што се вели на координации. Од што бегаат, од што се плашат, зошто не им се дозволува на независните? Дали премногу видео дека се силни во советите од последните локални избори, па сега воопшто не сакаат и да ги има? Апсолутно мислам дека големите партии кои екзистираат 35 години од овој бипартизам, кои влечат и привилегии. Им ги матат сметките? И апсолутно дека нови лица во политиката им ги матат сметките, значи говориме за нови лица кои се погласни, кои ги вадат нивните корумпирани скандали. Апсолутно. Апсолутно и гледате како се обединети ВМРО-ДПМН и СДСМ, која треба да се донесе нешто што го штити само нивниот тесен партиски интерес. Затоа што за изборниот закон и поддршка даде и СДСМ. И она што сакам да го кажам е, например, мислам дека пред таа седница беше и законот за помош на настраданите во Кочани понесен од СДСМ, кој никако да се изгласа. Првиот обид пропадна, сега е ставен на дневен ред, не се отвора расправа. И мене не ми е јасно бланко поддршката од СДСМ. Барем во најмала рака, а веќе ако давате поддршка за едни ужасни измени на изборниот законник, барем издействувате да се донесе законот за настраданите во Кочани. Ова е една бланко поддршка што нас ни е очекувана, затоа што еве и ние како нова партија постојано се среќаваме и со бирократски процедури, што нормално е многу, затоа што овој систем е креиран само за да екзистираат истите играчи на политичката сцена. Левица најави апсолутно дека нема да поддржи ваков закон, затоа што знаете и политички гледано тоа е нарушување на пасивното право на глас и за некој да биде избиран. Не е донесен се уште изборниот законник. Тоа е бидејќи Дуи не даде поддршка. Не сватив аргументите на Дуи беа дека не биле прифатени некои нивни забелешки. Не знам искрено кои се нивните забелешки. Левица од старт кажа дека ќе биде против. Нашиот координатор беше исто на средба со представници на независните листи. Колку смета Левица дека треба да се добијат потписи како независен? Зашто да не бидат исти? Моје мислење. Ваше? Во смисла... Во однос на партиите.
Апсолутно, затоа што, па видите, ако вас ви треба 1000 потписи на ниво на цела држава, значи, нонсенс е 1000 потписи на ниво на цела држава за да формирате политичка партија. Така. Нонсенс е вие да барате 3500 потписи за на ниво на некаква град логика би Скопје. требало да бидат помалку за независен. Апсолутно. Мислам дека препораките, нели, имаше препораки на Уставниот суд и мислам дека тоа беше нешто околу 1000. Зборам за ниво на град Скопје. Сега ќе видиме како ќе се одвива понатака постапката. Знам дека Кога е рокот краен? Да се донесе одлука? Рокот краен. Има такво нешто? Нема, може да се оди со правен вакуум на избори, ама тоа би било преседан затоа што тогаш нема како да настапат независните листи. Јас се надевам дека не би се дрзнала оваа влада. Всушност и тоа е изговорот на координаторот на ВМРО ДПМН, тоа му беше оправдувањето дека се носи овој правен закон за да се пополни правниот вакуум кој стои во откако донесе одлука Уставниот суд. Знаете, таа теза може да се искористи и за кривичниот законник, на што го говорев за застарливост на делата. Ајде, постапите по препораките на Уставен суд за застарливост на делата, така да се гледа дека тоа е еден антидемократски дух на овие две партии кои имаат постојана тенденција да го одржуваат статус-квото и јас искрено се надевам дека, мислам, ние апсолутно сме против ваквите антидемократски механизми и сметаме дека прагот мора да биде понизок. Всушност и ние самите во минатото многу пати сме артикулирале дека постат многу и бирократии и за формирање на нови политички опции, дека целиот изборен модел ги фаворизира тие две партии и затоа апсолутно сметам дека ова, знаете, повторно го истакнав дека во овие типични естаблишмент партии нема никаков демократски капацитет за подобрување на квалитетот на живот во кој сите живееме. Повеќе гласачи, ги спомнавме локалните избори, повеќе гласачи отколку членови во левица. Растете, што билат математиките? Па нашите од тоа што остваруваме средба со народот во комуникација непосредна, мојот впечаток е дека има големо разочарување од владењето на новата горнитура, затоа што многу работи беа најавувани, а не се реализираа. И од тој аспект јас сметам дека и во пресред на овие локални избори левица ќе ја задржи она нагорна тенденција која има од самото формирање во денес. Ние немаме агенции за рейтинг и такви скапи платени мерења, но од онака информации кои стигаат до нас се говори дека и во 13-14 општини ние веќе сме и втора партија. Така да тоа, мислам, во 14 општини рековте? Па има се некои неофицијални информации. Мислам, меѓу другото и на минатите парламентарни избори левица беше втора партија во дел од урбаните општини како Аеродром, како Кисела вода и сметам дека и таа тенденција ќе продолжи на локалните избори затоа што еве во овој мандат со 6 пратеници сметам дека сме најгласна, малце нескромно ќе звучам, ама сме најгласна опозиција во услови кога во секој случај ние имаме една апсолутна власт и која има и веќе и тенденции на авторитарно однесување. Јас дури би рекла она што можеби Груевски го постигна во 3-4 години, еден систем кој тоа како функционираше преку цензура, преку некои закани етикети и заплашувања, некако оваа власт успе да го постигне во една година. И тоа е мојот генерален впечаток во целото владење на ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери. Дека има демократија, дека медиумите биле најслободни до сега, секој зборувал што сакал. Па, видите, јас не памтам... Чисто ја цитирам неговата изјава. Да, ама јас не памтам од говорница премиер да се ставал во улога на обвинител и да повикува на гонење на помала опозициона партија со 6 пратеници. Да не говорам за нивните секојдневни пресови против синдикатите, па искрено и мене она што и лично ме разочара после трагедијата во Кочани беше одговорот на властите
и како се створи една таква агресивна тензија према сите оние млади кои протестираат, кои бараат одговорност, што тоа е целосно нормално кога вие гледате како ваши врсници така гинат. И ние имавме случаи и на роднини, на пратеници во овој состав како се закануваат на деца кои организираат протест. Ме сваќаат и таа беше... Никако не сме да се политизира дали се протести, дали за... Ама тука доаѓаме до нас, значи само ВМРО ДПМН има легитимно врховно право да говори за трагедијата во Кочани. Таа пизма која се направи изминативе веќе 4 месеци и тука јас сметам дека е најголемата одговорност на ВМРО ДПМН. Кога говориме за морална одговорност, затоа што ние кога баравме на интерпелацијата, морална одговорност, аргументите беа министерот Панче Тошковски успешно ја врши, ефективно и професионално ја врши истрагата. Морална одговорност не е дека ви имате некаква кривична одговорност, тоа е сосем друго. Моралната одговорност беше дека во вашиот мандат се случи таа трагедија. Вие еден ден да сте биле... Да работиме беше изговорот. Ете, оставивме и еве гледаме како цело време само под притисок на јавноста. После 3 месеци со апсија полициски службеници за кои се алармираше уште првиот месец. Уште ноќта. И меѓу другото, симптоматично е што уште не е уапсен, и тоа левица во неколку наврати реагираше, началникот на СВР Штип, за кој излезе во јавноста и за кој ние реагиравме дека има тесни поврзани интересни директно со министерот Панче Тошковски во однос на адвокатски услуги во рамки на министерството, и меѓу другото неговата фирма и неговата сопруга се јавуваат како донатори во ВМРО ДПМН. Како тоа не е партиска поврзаност и како тоа не е штитење на кадрите на ВМРО ДПМН, кога ние уште началникот на СВР Штип не го гледаме дека е приведен во истрагата. И затоа има многу одговори на кои треба да дадат одговор властите, и за жал јас дури имам еден таков впечаток дека ВМРО ДПМН е свесно дека на овие избори не може да добие градоначалник во Кочани и како да целосно да се има откажано од темата за Кочани и од помошта. Мислите дека народот ќе искочи на избори во Кочани? Јас воопшто не мислам дека на тој народ му е дојдено до избори. И меѓу другото, затоа сметам дека е толку слаб институционалниот одговор на ВМРО ДПМН. Тие се занимаваат со отварање на 100 метри улици во Тетово, со фарбање на камења на велосипедски патеки во Битола, затоа што како што гледате целиот фокус е една веќе агресивна предизборна кампања за локалните избори. Веќе 2 месеци сме во кампања. Додека ние имаме секојдневни сведоштва на пациентите во Кочани, на мајки на настрадатите деца кои експлицитно вика немаме никаква помош од државата. И тука е нашето барање за одговор. Ова влада нема дадено точен одговор веќе 3 месеци. Колку пари владата одделила за Кочани. Значи, не говориме за Црвен крст, не говориме за граѓанските иницијативи, затоа што ако отворите на алатката отворени финанси, нема ниту денар трансфер од владата кон Кочани. И затоа ние постојано бараме да има очет пред јавноста, а не веќе темата на некој начин да се забошоти, и дури најголем дел информациите кои ние ги добиваме се или од медиумите преку сведоштва на пациенти или од граѓанските волонтери. Ние речиси да немаме никакви одговори, никакви, освен некои паушални пресконференции или трибини за затворени врати на владата. Како што започнавме, така и завршуваме, овие одговори ќе мора да бидат дадени на таа анкетна комисија, каде што ќе треба и експерти и луѓе познавачи на другите агли од целата трагедија да се изјаснат и да се побараат тие одговори што ги бара и јавноста и вие како надлежни во собранието. Да, за 15 дена очекуваме да се рокот е најдоста 15 дена да се одржи ова надзорна расправа, иначе втора во ова година иницирана од страна на левица. И се надевам дека ќе се расчистат многу работи за сето она што се случуваше изминатите 3 месеци и јавноста ќе ги добие оние одговори кои за жал уште не успеавме да ги добиеме. За пак да повторам, затоа што после една таква трагедија мора да се случи една катарза на македонското општество, мора да се извлече поука, мора целосно да се смени и системот, и менталитетот,
затоа што на вистина мислам дека оваа држава ќе нема деца за генерација. Резот е направен, од нас зависи како ќе продолжиме од другата страна. Мојстоска ти благодарам што денеска беше моја гостинка и се надевам дека го задржавме вниманието на нашите гледачи. Се разбира, разговаравме на интересни теми, не толку убави, меѓутоа ете теми кои што заслужуваат внимание. Благодарам уште нешто. Почитувани, останете со нас, правиме кратка пауза со реклами, па се враќаме на тема енергетика.